Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Покачувањето на струјата е директен удар врз граѓаните на Република Македонија кои повторно се изманипулирани од Зоран Заев и СДСМ, кои пак претходно им гарантираа на граѓаните дека нема никакви шанси да се покачи цената на струјата. Ова покачување на струјата е уште еден бомбона бизнис за семејството Заеви. Зошто? Ќе разјасниме во понатамошниот дел од оваа пресконференција. Зад покачувањето на цената на струјата отворено се сомневаме дека стојат бизнис интереси на семејството Заеви. Денеска ќе презентираме преку оваа пресконференција наводи кои дојдоа до нас, а преку кои се доаѓа до причината за покачената цена на струјата, која од септември ќе плаќаат граѓаните. Државната компанија ЕСМ како производител на струја продава 100% од своето производство на универзалниот снабдувач со електрична енергија, наместо 75% како што тоа е регулирано со закон. И со тоа свесно губи профит на сметка на универзалниот снабдувач, кој пак е приватна компанија. Па така, на универзалниот снабдувач му се овозможува висок профит и поголема заработувачка. Индициите за злоупотреби се во договорите склучувани од страна на универзалниот снабдувач со приватни компании, кои испумпуваат големи суми на пари. А тие компании имаме причина, реална причина, да веруваме и да се сомневаме дека се тесно поврзани со семејството Заеви. Компанија, која е универзален снабдувач, склучила договор за обезбедување со агенција чиј собственик е од Струмица. Истите собственици на оваа агенција за обезбедување преку семејството партиципираат и во бизнисот со марихуана, бизнис кој им беше дадена лиценца директно од владата на Зоран Заев и СДСМ. Дали на универзалниот снабдувач му се дава висок профит за преку приватни компании кои влечат корени од Струмица, истите пари да се вадат на приватни сметки и да се слеваат во семејството Заеви. Агенцијата за обезбедување, чиј газда е од Струмица, со универзалниот снабдувач на електрична енергија, склучил договори вредни близу 17 милиони евра. Значи, само за обезбедување. Оваа струмичка компанија земала околу 17 милиони евра од универзалниот снабдувач, према кои граѓаните плаќаат повисока цена на струја, благодарение на СДСМ и Заеви. Има вкупно 4 договори, од кои првиот е склучен на 16 март 2018 година во вредност од 30 милиони и 909 илјади денари и е со назнака за набавка на услуги за управување со мониторинг центар. Вториот договор е склучен месеци половина подоцна, односно на 30 април 2018 година, со вкупна вредност од 109 милиони 83 илјади денари и е за извршување на услуги за обезбедување. Третиот оглас, кој го склучил универзалниот снабдувач со оваа приватна компанија за обезбедување, е склучен на 22 февруари 2019 година во вредност од 153 милиони 370 илјади денари. И исто така е за извршување на услуги за обезбедување. Соработката помеѓу овие две компании продолжува и на 28 јуни 2019 година. Универзалниот снабдувач со електрична енергија го склучува најголемиот од 4 договори во вкупна вредност од 714 милиони 108 илјади денари. Тоа се вкупно 1 милијарда 27 милиони 482 илјади денари или, попросто, 16 милиони 707 илјади евра. Значи, близу 17 милиони евра. Пари кои одат директно од граѓаните кои плаќаат струја, односно плаќаат повисока струја. Бројките не се производ на некои паушални тврдења, туку факти кои произлегуваат од јавно објавените податоци на веб страната на Бирото за јавни набавки. Почитувани, дали заради ова сега СДСМ, регулаторната комисија за енергетика, побара поскапување на цената на струјата? За жал, државната МЕПСО со потценувачки тон ги навредува граѓаните и нивната интелигенција кои побараа поништување на зголемувањето на цената на струјата. Дали начинот на кој работи оваа агенција е начинот на кој се богатат лица блиски до власта, односно семејството Заеви? Дали покачувањето на цената на струјата
е последица на бизнис интересите на заеви со кои се овозможува екстра профит за универзалниот снабдувач и пари за приватна компанија чиј газда е со потекло од Струмица. Дали преку овие испумпани пари од приватни компании за кои граѓаните плаќаат повисока струја и повисоки сметки, Зоран Заев и СДСМ го вршеа масовниот подкуп на граѓани. Зоран Заев, СДСМ и лицата во врвот на власта должат одговори. А ВМРО ДПМН во наредните неколку дена ќе ги презентира сите детали кои што ќе ве замолам да ги проследите со внимание. Благодарам на вниманието. Во интерес на прашањата кои што пристигнаа до прес-центарот на ВМРО ДПМН, има две прашања. Иако стоите на ставот за неоткривање детали од процесот на преговори, може ли да соопштите со кои од партиите во моментов разговарате и дали има покана за средба меѓу македонските парламентарни партии, што како опција најави Заев? На ова прашање одговараше и вчера претседателот Христијан Мицковски на својата пресконференција која што му беше упатена од страна на колегите новинари кои што беа присутни. Денес исто така не би имал детали да навлагам повеќе во преговорите, така да оставиме што ќе се случи и како ќе се развива текот на преговорите наредните денови, па ќе соопштиме накнадно. Второ прашање, каков е ставот на партијата во однос на тврдењето на спикерот Џафери за конституирање на собранието и дали според вас краен датум за доделување на мандатот е набрзо, односно дека тече датумот за доделување мандат? На ова прашање исто така одговори претседателот Мицковски пред неколку денови на своја пресконференција, така да уште еднаш би го цитирал. Претседавачот господинот Џафери веднаш по точката за верификација на мандатите ја прекина конституивната седница и практично во овој момент како што стојат работите, ние имаме некомплетно конституирано собрание без претседател на собранието кој е дел од политички договор. Тоа било така и во минатото и доколку го сумираме ставот накратко, во овој момент не е комплетно конституирано македонското собрание. Тоа е во однос на одговорите на прашања. Ви благодарам за следењето на оваа пресконференција.